Со мене вечерва се универзитетски професори, чија специјалност е политикологија, но и теологија, историја, односи со верски заедници, историја на православните цркви. И драго ми е што сте тука, професори, за да можеме да разговараме за она што е актуелно, а тоа е односите и дали спорот за името би го затворил и црковниот спор. Меѓутоа денеска веста на денот е дека ќе почнат за околу половина час протести во Грција во 24 градови против употребата на името Македонија. Нема благослов овој пат од Грчката православна црква, поточно од главарот Иеронимус, кој нагласи дека вакви прашања не се решаваат на улица, туку одговорноста е на парламентот, за разлика од зимоска, кога видовме дел од представници на оваа црква како присуствува и говореа на протестите. Овој пат барем од првиот човек на Грчката православна црква нема поддршка. Еве, Далибор Јовановски, прашање за вас. Омекна ли, значи ли ова дека омекна Грчката црква во однос на ставовите, или пак, и кога зборувам за ставовите и односот кон употребата на терминот Македонија во името и воопшто кон односите со Македонија, или говори за некаква подделеност внатре во рамките на Грчката црква, или е само согласено со политиката дека конечно ќе се затвори прашањето на името и тие треба тоа на овој начин да го поддржат? Прво, добро вечер и поздрав и до гостите во студиото и до гледачите на вашата телевизија. Не верувам дека Грчката православна црква омекна поставот околу потребата на името Македонија, бидејќи таа исклучително националистичка институција, без разлика што религијата и национализмот треба да бидат одвоени. Најверојатно има некоја усогласеност помеѓу премиерот Ципрас и атинскиот архиепископ во овој момент многу да не се бранува од страна на црквата околу потребата на името Македонија. Меѓутоа ќе видиме денес на протестите колку црковни лица и колку митрополити на Грчката православна црква ќе учествуваат на тие протести, дали тие ќе земат учество со некој говор. Знаеме, например, Солунскиот митрополит скоро редовно на неговите неделни литургии повеќе говори за политика отколку за религија. Бидејќи видите, во грчкото општество огромниот дел на грците не може да се согласат со употреба на терминот Македонија во името на нашата држава, и тоа не е никаква тајна. Во овој момент знаеме дека владата на господинот Ципрас, кој што е најлиберален грчки премиер до сега во поглед на нашата држава, се обидува нешто да направи, но покрај тоа што се обидува, барем од тоа што може да се прочита, особено во нивните медиуми, бидејќи кај нас нема толку информации, Грција доста добива со овие преговори, бидејќи од 4 соседи Грција има проблем со 3. Настојува барем со едниот од трите соседи, со Република Македонија, да го, ако не го реши проблемот со името, барем да ги колку толку да ги нормализира односите, бидејќи со Турција не верувам дека многу брзо ќе постигнат. Да, известно е дека можеби со Албанија ќе се потруди да го реши и со Македонија. Да, со Албанија има помал проблем отколку со нас, меѓутоа во грчката политика името Македонија многу значи. Ќе разговараме за политиката името, да се вратиме на она што ќе се случува вечерва и односот на Грчката црква кон тоа. Професор Ристовски, протестите добија поддршка од повеќе грчки градоначалници, меѓутоа што се однесува до црквата, улогата неизина особено се истакна по оние писма што се упатија, односно се обзнани дека Македонската православна црква комуницирала со Вартоломеј, со Цариградската патриаршија и не е исклучува потребата на Охридска архиепископија, а да ја нема на знаката МПЦ, пошто уследија средби на Вартоломеј со грчките политичари и со атинскиот архиепископ, така да се случи во последнава седмица или десетина дена. Се споија уште еднаш политиката и црковните прашања. За мене беше сериозно изненадување ова што се вклучи премиерот на Грција во прашањето за автокефалноста на Македонската православна црква во име и за сметка на Охридска архиепископија.
И сега, ако го анализираме тоа изненадување, малце ќе задираме подлабоко. Тоа е една од идентитетските одредби или одредници на нацијата. Знаете, духовното е една од идентитетските одредници, но сега внимавајте, тоа го врзува за придавката македонски или Македонијан. И ова ми се чини дека е повеќе помош на нашиот премиер да во предвечерието на најавениот референдум евентуално на есен да се расчисти патот од евентуалните потреси кај македонската јавност, кај македонскиот етнос, од аспект на тоа дека е дирнато името на Македонската православна црква. Принципиално многу лошо звучи држава и лидерство политичко на една држава да се вклучи во решавање на црковен спор, затоа што знаеме дека црквата во модерните држави треба да е надвор од политиката и надвор од управувањето со државата и владењето воопшто. Значи, нарушен е принципот на секуларизам сериозно, особено во православниот свет, и ова не е изолиран случај. Нели, нашиот премиер прати писмо за подршка, грчкиот премиер има средби со црковни великодостојници таму, украинскиот председател Порошенко во април поднесе исто така писмо барање за Украинската православна црква да добие исто така томос на автокефалност. Значи, насекаде имаме мешање во политиката, но што е најинтересно во дадена ситуација со Украинската црква, рускиот председател Путин реагираше токму со овие аргументи дека во модерните држави црквата мора да биде надвор и политичкото раководство не сме да се меша во црковни прашања. И тие се против, нели, таа ситуација. Иначе, самиот чин на добивање на автокефалност во православниот свет не е расчистено прашање. Таму нема унисон пристап во тој дел, иако се обидува, тоа што 1993 година формираат комисии, заеднички разговараат и така натаму, дали томосот може да го даде само Цариградскиот патриарх како прв меѓу еднаквите, или тоа мора да биде следено со потписи на приматите од локалните цркви и така натаму, но едно е расчистено дека во процедурата на добивање на автокефалност првиот чекор го поднесува мајката црква. И токму тоа беше прашањето кој всушност е... Ако следиме редоследот на настаните, да ние бараме бугарската православна да биде мајка црква, и сега имаме втора фаза каде се бара подпис од Цариградскиот патриарх, кој што е должен потоа да се обрати до сите останати, нели, помесни локални или национални православни цркви, да и тие стават подпис на томосот. Значи, согласност ќе се бара и од Српската православна црква, и ние тука ќе застанеме, иако за волја на вистината некој сметаа дека изолираниот подпис на патриархот е доволен за да се добие автокефалност, но во делот на црквите што сметаа дека мора да има подпис од сите се и српската и бугарската. Така да двата се тука. И четвртиот момент кој што е битен само во една реченица, ако гледаме библиски христијански, ова апсолутно и како процедура и како појава, нели, помеѓу браќа и сестри во Христа е нонсенс. Ниту е потребна процедура за автокефалност од некоја октрирана институција и така натаму. Едноставно во духот на Христовата љубов, вистинските браќа и сестри кои што го живеат христијанството и Библијата како живо слово Господово, со расширени раце ги прифаќа своите браќа и сестри. Ова има голема историја политика и неизуставна, и затоа и ќе разговараме. Меѓутоа, господин Војановски, како вие ова го толкувате? Има неколку прашања кои би сакала вечера да ги продискутираме. Едно од прашањата е исто така зошто токму сега МПЦ и гласно кажа дека не им пречи со на изјава на Тимотеј да бидат наречени во регистарот како Охридска архиепископија. Тоа некако многу се е во исто време со токму со решавањето на споразумето. Дали тоа значи дека е дел од пакетот? Уште не знаеме каде се ќе се употребува македонски, па во тој пакет морале Ципрас и Заев да разговараат и за името на МПЦ Охридска архиепископија. Долго време прашањето за вклучувањето на Македонската православна црква во светот на православните цркви е отворено на ова подрачје, и тоа има историја таму од 1943, посебно од 1959 година, кога Српската православна црква констатирала на седница на собор и донела одлука дека трите епархии политички се омеѓени во самостојна Македонска православна црква. И дека тоа прашање од тогаш до денеска е дефинирано како, и ние го потребуваме тој поим Македонска православна црква,
Меѓутоа, нејзиното прифаќање во светот на православните цркви е се уште проблематично. Ако наблюдувате од аспект на тоа што е, како е таа организирана, апсолутно тука постанува збор за црква која теолозијата ја нарекува жива црква. И во тој аспект. Но неспорно е дека ова прашање, особено по нишкиот договор, постана особено актуелно и се усложни со формирањето на форма на на действување на Српската православна црква на подрачјето на Република Македонија. Меѓутоа зачудува фактот што еве после толку години имаме став дека не пречи да се изоставе Македонска православна црква. Сакам да завршам мислата. Сакам да укажам и да подсетам дека во 2007 година Македонската православна црква го дополни својот устав и излече една нотка која е присутна и од првиот и од вториот црковно-народен собир, дека сиот тој напор на православното свештенство и на верниците во Македонија е за возобновата на Охридската архиепископија. Теолозите тврдат, барем со оние со кои ја контактирам, дека прашањето на воведувањето на една група епархии како самостојна православна црква во светот на православните цркви се темелела на некоја историска создадена црква на подрачјето на Република Македонија е Охридската архиепископија. И ако погледнеме во одлуката на Српската православна црква од 1959 година, архиепископот се титулира како архиепископ Охридски и митрополит Скопски, што значи повторно укажува на обновата на тоа историско име. Затоа веројатно теолозите кога зборуваат за тоа прашање сметат дека не им смета. Инаку за првиот дел од прашањето сум на гледиште дека станува збор апсолутно за прашање кое што е во контекстот на новите геостратешки поместувања на Балканот и дека во тој контекст се бара затварање на сите отворени прашања кои што постојат во Македонија или на Македонија со соседите, меѓу останатото беше и прашањето со соседна Бугарија, со начин на кој што беше решено како што е решено. И од тој аспект сметам дека ова прашање како луѓе кои се занимаваат со анализирање на општествените процеси не можеме да го наблюдуваме настрана од тој контекст. Дали станува збор за голем пакет, дали станува збор само за создавање, што професорот пред малку го отвори дека тоа прашање ќе е во функција на некои други идни политички активности кои се случуваат во Република Македонија, посебно да речеме референдумското изјаснување околу начинот на кој нашата држава ќе се именува натаму и така натаму. Тоа се прашања за кои што ние од аспект на универзитетска позиција немаме доволно информации. Најчесто извор на информации сте ни вие медиумите, а тие често пати се исто така ограничени, затоа што изворите кои што ги соопштуваат се или странични, кои често пати се зачинети со некои други потреби, не само со потребата да се одговори на прашањето, туку се насочени често пати кон сопственото бирачко тело, кон сопствените национални линии. И во тој контекст ние навистина треба да имаме филигранска способност да утврдите дали соопштените сознанија се дел на определен политички интерес или пропагандна потреба или се навистина резултат. Кога сме веќе и кај историјатот, Светиот Синод потенцираше дека ќе се продолжи традицијата на Охридската архиепископија за која неодамна беа прославени 1000 години. Мојот колега Христијан Станојевиќ ги најде моментите во однос на прашањето ќе даде ли Вселенската патриаршија благослов за ова име Охридска архиепископија и што всушност тоа би можело да значи, па еве низ неговиот прилог ќе се отворат и многу други прашања за дискусија. Македонската православна црква чека благослов од Цариградската патриаршија за автокефален статус под називот Охридска архиепископија. Овој потек на Македонскиот синод позитивно беше оценет од Вселенскиот патриарх Вартоломеј, но конечно решение се уште нема, се додека не се произнесат и останатите православни цркви. Барањето на МПЦ предизвика многу полемики во Македонија, но и во регионот, особено што писмо за поддршка до Вартоломеј испрати и премиерот Заев, а се надоврза и грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас.
Дали ќе се признае автокефалност или било што друго на една црква е прашање на Вселенската патриаршија, не е тема на Светиот Синод на црквата на Грција. Како граѓани ги засега, но како институција не е нивен предмет. Што ме почнато решавање на прашањето, добро е да не се мешаат и нека остава да се реши, а уште подобро би било да го поддржат решението. Светиот Синод потенцираше дека ќе се продолжи традицијата на Охридска архиепископија, за која неодамна беа прославени 1000 години, а со тоа и македонскиот црковен континуитет. И грчкиот премиер Ципра се сретна со патриархот Вартоломеј и ги поздрави напорите за решавање на статусот на МПЦ. Вселенскиот патриарх по разговорот изјави дека тоа прашање е во рамки на канонските обврски на патриаршијата, да ги отстранува расколите каде што постојат. Охридска архиепископија треба да ги задоволи апетитите на гркофилските православни цркви, кои потоа во меѓусебните односи со МПЦ нема да го користат терминот македонска. Од друга страна пак се појави загриженост што тоа ќе значи за македонските верници и дали е откажување од идентитетот. Балканските православни цркви имаат национален презнак затоа што се тесно врзани со создавањето на националните држави, каде кралевите добивале црковни благослови. Тргањето на називот Македонска православна црква во тој контекст не е пресудно за Македонија, која не е создадена како монархиска држава. Уште еден аргумент е дека официјалните имиња на православните цркви во записите не се само со националниот презнак, туку и со еклесиолошкиот назив, кој во случајот на МПЦ е токму Охридска архиепископија. Главната пречка поради која МПЦ со деценија е непризнаена е што во 1967 година прогласи автокефалност. Со тоа положи право на континуитетот кој го имала Охридската архиепископија укината во 1767 година по притисокот на Цариградската патриаршија. Свое полагање над Охридската архиепископија и денес има во Бугарија, каде многу обштествени верски чинители го доживуваат Охрид како свој свет центар. Со македонскиот карактер на ОА проблем би имале и србите, бидејќи Печката патриаршија, која е основа за денешната СПЦ, е помлада црква и некогаш во историјата била под јурисдикција на Охридскиот архиепископ. МПЦ и СПЦ најблиску до решавање на црковниот спор беа во 2002 година со потпишувањето на Нишкиот договор кој потоа пропадна. Со него МПЦ можеше да го задржи својот назив и символ на Охридска архиепископија, но изборот на поглаварот мораше да биде потврден и од српскиот патриарх. Повеќето македонски владици ова го сметаа за починување, па затоа и него применија Нишкиот договор со СПЦ. Ете, Христијан, однесен из историјата на црковното прашање. Професор Јовановски, што би значило за македонските верници доколку се симне националната назнака за црквата МПЦ и остатокот на Охридската? И во прилогот видовме кои се историските наследства што ни ги носи Охридската архиепископија, кои се стравувањето на српската црква, а со што би каде би можеле можеби да се судриме со бугарската и слично. Добро. Па и настанувањето на балканските практично цркви. Тоа би сакал да го објаснам заради гледачите. Тука беше спомнато дека заради монархиите сите балкански цркви носат национални имиња. Точно е во 19-тиот век, кога се создаваат балканските православни цркви, сите балкански држави се монархии. Србија беше автономно кнежество, Грција независно кралство, Бугарија беше автономно кнежество во рамките на Османлиската империја. Српската црква има, така да се изразам, релативно чист статус, бидејќи во 1831 година кнезот Милош Обреновиќ успева да добие од Цариградскиот патриарх томос за автономија на Српската православна црква на територијата на кнежеството Србија, но не и надвор на други територии каде што има српско население. А кога Србија ќе стане независна држава во 1878 година, српската влада, односно тогашниот премиер Ристич, побарал од патриархот заради новиот статус на српската држава, српската црква да добие автокефалност со назнака дека вика така направивте и со грчката православна црква и да ги добиеме и тие територии кои што Србија ги доби со Берлинскиот конгрес. И тоа ќе се случи во 1879 година, тогашниот патриарх Јоаким III ќе издаде томос за признавање на автокефалноста на Српската православна црква во ранг на Белградска митрополија,
на територијата на тогашното кнежество Србија, проширена, значи со градовите Ниш, Лесковац, Врање, Пирот, но не и со други делови каде што има српско население, особено во Босна и Херцеговина, Санџак, Косово и Црна Гора, бидејќи црногорците во тој период сами себе се перцепираа како срби. По создавањето на кралството СХС со подкуп од страна на регентот Александар Караџорџевич, подосна кралот на Југославија, Српската црква ќе ги добие другите територии, вклучително и територијата на денешна Република Македонија, Босна и Херцеговина, митрополијата во Сремски Карловац, која што никогаш не се откажа од наследството на Печката патриаршија, укината месец дена пред укинувањето на Охридската архиепископија. Кај грците е доста интересен исто така случајот, бидејќи 3 години по независноста на Грција, во 1833 година, грчката држава носи решение за создавање на независна автокефална црква на Грција. Под влијание на баварското регенство, кој што сакале црквата да биде под контрола на државата. Цариградската патриаршија одбила да го признае тој акт и цели 17 години траат преговорите помеѓу Атина и Цариград за признавање на автокефалноста на Грчката православна црква, и тоа ќе се случи во 1850 година, но грчката држава 2 години подосна донесува специјален закон со цел да ја контролира автокефалната црква. И подосна како што ќе се проширува грчката држава, така тие територии кои што биле под јурисдикција на Цариградската патриаршија воглавно се даваат под јурисдикција на Атинската архиепископија. Зошто реков воглавно? Затоа што имате денес делови во Република Грција кои што се уште се под црковна јурисдикција на Цариградската патриаршија. Кај бугарската црква, која што треба да биде мајка црква на Македонската православна црква, имаме такво официјално барање. Интересен е случај што бугарската екзархија, предходникот на денешната бугарска патриаршија, е создадена со султанов берат. И тоа не е случајно направено во 1870, бидејќи османлиските султани имале една практична политика да ги завадуваат нивните православни поданици, кои што се повеќе и повеќе почнале да бараат права за собствено национално идентификување, да бараат независност преку разни форми, дали тоа ќе биде неборбена или со востание. И бугарската црква во 1870 кој ќе го добие тој берат, би требало да биде официјално призната. Меѓутоа, што се случува? Цариградската патриаршија тоа не сака да го признае, сметајќи дека тоа е против интересите на православието. И се заканила дека доколку бугарите изберат екзарх, тогаш ќе следи нешто многу пострашно, и тоа ќе се случи 2 години подосна. Особено тоа што историските моменти траат. Да, само да дообјаснам. Накратко, кога бугарската екзархија ќе почне да основа митрополии, тоа доаѓа до голем политички судир помеѓу Бугарија, особено по 1878 кога е создадена како држава, и Грција, за Македонија и за Тракија. Обично ние цело време говориме за Македонија, меѓутоа бугарите и грците има голем проблем во Тракија. На крај бугарската црква доби автокефалност и од 1945 година, кога словенското население, значи македонците во она што ние го нарекуваме Егејска Македонија, грците грчка Македонија, и бугарите во Тракија едноставно веќе не беа во толкав број за да загрозат екзистенцијата на грчката држава. Сума сумарум, државата и црквата многу се поврзани на Балкан. За нас што би значило? Како што каже и колегата Ристовски, тоа е името Македонска православна црква е едно од идентитетските идентитетските прашања. Како тоа ќе го решат нашите црковни великодостојници и политичари, треба да оставиме, да видиме наредните денови, наредните месеци, а каква ќе биде реакцијата на јавноста, претпоставувам воглавно негативна, треба да оставиме тоа. Меѓутоа, јасно е дека во православниот свет постојат еклесиолошки имиња,
Постојат имиња кои не се врзани, професоре Ристовски, за националноста, меѓутоа пак факт е од друга страна дека повеќето се врзани за тоа на која држава, која црква припаѓа, и не зборуваме само за балканските цркви, туку и за поширокиот дел на цркви се губили идентитетот доколку се извади на знаката МПЦ, а од друга страна пак се добивали на тежина. Ако се вратиме назад во времето, тежината на Охридската архиепископија и историското наследство. Па има, да речеме, Антиохиската, Александриската, Ерусалимската и доста други немаат, значи, национални одредници и не се врзани за независна држава или нација. Но генерално уште грците го започнаа тој процес први во 1850 година. Тие го воведоа тој црковен, го нарекоа национализам и ја врзаа црквата фактички за нацијата. Па потоа следеа бугарите 1870 година, ми се чини, па потоа се надоврза српската и така натаму. После следеше ке целиот бран во сите скоро, нели, православни нации и држави. И нормално тоа го следеше 67 година беше Македонската православна црква, исто како што и сите претходни, значи ништо различно од претходното. Но знаете, не е добро владици од синодот на Македонската православна црква да несуваат забуна во јавност, да не решат погрешно да насочуваат јавноста. Не е точно дека Цариградската патријаршија признава само цркви кои што немаат национален предзнак. Значи, таа ги признала еве и грчката, и српската, подоцна и бугарската, ги признала и сите останати. Сега работи на давање томас на украинската православна црква. Која ќе се нарекува украинска, не поинаку. Албанската. И други. Црногорската е со барање. Не е вистина тоа, но ако цена дека на тој начин тие ќе премостат еден проблем и ќе влезат во светот на православието, треба да се пресметаат колкав е ризикот да изгубат паствата во Македонија. И постоењето на една црква е заради паствата, заради верниците. Црквата е таа која што треба, нели, да биде еклезија, заедница на верни браќа и сестри кои што ќе го живеат живото слово Господово. Дали ви се чини дека ова прашање... А не ради политички причини да... Да, дали на знаката МПЦ се трга заради политички причини и всушност не би се решил проблемот со Српската православна црква затоа што стравувањата ги видовме и во прилогот. Што би се случило со печката, дали тоа значи дека сега Охридската е постара и е над и слично. Значи, дали ова го прават само заради политика, а не за конечно затварање и прашање дали конечно ќе се затвори. Основната логика говори дека само подпис на томасот од Цариградскиот патријарх нема да заврши работата, иако ќе биде значаен исчекор во тој дел, но тоа ќе ги извади на површина сериозните поделби што се во светот на христијанството и против тоа ќе биде Московската патријаршија, значи Руската православна црква ќе биде сериозно против затоа што истиот меч виси на незиниот однос во однос на Украинската православна црква во Украина. Значи бугарската и српската исто така се сложени дека мора да има подпис од приматите на локалните или национални цркви. Тоа значи дека ние од таа од која што побаравме мајка црква да биде, исто така имаме јавно обзнанет негативен став и тоа ми се чини 2014 година. Нели има меѓу ресорска комисија која што работи на прашањето на автокефалноста и на негово согласување во светот на православието и до ден денес тоа не е расчистено, не е унисон пристапот. Јас реков пред малку, тие се единствено договорени во однос на тоа дека прв меѓу еднаквите треба да биде патријархот кој ќе подпише, но на барање на мајката црква, која што во 2014 година имала различен став. Да, и потоа треба да следат подписи на сите останати примати, меѓу кои и на српската, и на руската и така натаму. Значи немате известност во целата ситуација. Ние во политичките науки велиме дека ако одредено политичко решение нема изводливост, тогаш не го ни правете однапред. И второ, ако нема одржливост, исто така не го правете. Сега владиците треба да си проценат. Нивна е работата, јас не би се мешал во нивните одлуки, но наше е како критичка јавност да ги подвлечеме критичните точки каде што може да се случи замка. Јас повеќе пати говорев дека црквата мора да се врати на изворното живо слово Господово и да си ја прибере паствата да ја држи на основа на живото слово Господово. Дали ќе има или нема да има братски христијански односи со останатиот сет на православни цркви, тоа е веќе проблем на другите, а не на Македонската православна црква, која што еве да речеме подава рака на сите за соработка, но тие не ја примаат од политички причини. И не е прв пат да не ја примаат. И тој модел на секуларизам што го нарушивме во принцип и пречи на МПЦ
затоа што ако ја тргнеме ние државата од црквата, многу полесно нели свештениците на христијанските православни цркви можеби еден ден ќе се свестат и ќе речат чеке сите стоиме пред Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Да, меѓутоа факт е дека и ќе донесеме одлука на основа на Библијата, а не на основа на тоа што ќе ни каже некој премиер на држава. Ги отвараме се прашања од политички карактер, господине Мојановски, како би се рефлектирало ова дефинитивно и факт е дека е политика. Е сега прашањето што треба синодот да го одговори, во вторник има синодска седница, па се надевам некој ќе одговори на нашите новинарски прашања е колку вмешаноста во политиката на овој начин ќе помогне или одмогне на МПЦ. Зборувам на МПЦ, не зборувам само на државата, затоа што пак еве Ристовски вели дека можно е верниците па да бидат разочарани и да кажат дека тие национални чувства кои ги имаат со тоа дека се работи за Македонска православна црква која го вади тоа од името, сега нели се нарушени. Сакам да укажам дека грчкиот устав беше меѓу последните устави во Европа во кој што имаше обврска владата да оди на благослов кај архиепископот, кај атинскиот архиепископ и така го титулираат, иако грчкиот монарх во 1850 дефинира како грчка православна црква. Албанската црква е Тиранска архиепископија, бугарската е Трновска архиепископија, српската е Печка, Карловачка и Белградска, така се титулира патриархот српски и патриарх српски, московскиот се титулира на московската и така натаму. И едно од прашањата за кое што треба да бидеме особено внимателни во анализите и во општествената критика која имаме, да не создадеме погрешна представа дека се прави исклучок во прифаќањето на Македонската православна црква во светот на православните цркви. Значи, цар Игнатскиот патриарх се уште не успеа последниот обид да се направи тело за консензус дека прифаќањето на православните цркви ќе е во согласност со сите. Имаше таква иницијатива, дури беше едно време поздравено од рускиот патриарх. Факт е дека во православието е премногу присутна политичката волја и историски и конкретно дадено. Факт е дека на еден симпозиум учествував на православниот богословски факултет и имам реферат во кој што моето гледиште е дека православната црква била секогаш во сенка на власта и можеби затоа таа има таков поинаков развој за разлика од римската архиепископија, односно од католичката црква која подочно се развива. Тоа е моето гледиште, можеби јас да грешам и така натаму и мислам дека ние не можеме тоа прашање да го тргнеме настрана од политички. Факт е дека штом постана тема на расправа, дека патриархот оди на аудиенција кај грчкиот премиер, оди кај други политички субјекти, кај политичките субјекти даваат изјави. Повеќе или помалку тоа не можете да го тргнете дека е настрана од политичкиот процес. Многу ќе е несреќно за македонците и за македонските верници ако едно прашање околу кое и кај другите православни цркви е на еден или друг начин вградено. Го запоставите и нагласите само друго. Она што јас слушам, не знам колку е, како ќе биде операционализирано, тоа е нивната одговорност, како види професорот Ристовски, на оние кои ги носат одлуките, да водат сметка дека ова прашање е врзано не само со македонското верништво, туку со овој притисок кој ние 27 години го живееме. Имате, вели, едно време зборувавме дека имате ирационален проблем и треба ирационалниот проблем рационално да го решите. И сега прашањето ако ирационалниот проблем рационално го решавате, дали советот на овие кои ви ги даваат на телевизија со лекување на треви, го прифатите, но не кажувате која ќе ви биде последицата. Повторно сега имате еден таков случај. Имате прашање да го решите тоа прашање, но некој не ви кажува каква ќе биде последицата. Ако не го прифатите, дали ќе умрете од лековите или ќе умрете од тревите кои што ги користите. Значи имаме една таква специфична ситуација кога е кажена, кога се наоѓате во ситуација хик родос, хик салта. Еве го родос, па скокајте. Па покажете колку умеете да го решите. И од тој аспект ние немаме доволно информации, она што вели професор Тистовски како политиколози да утврдиме
дали решението кое се нуди е изводливо, дали тоа ќе го реши прашањето или ќе го компликува прашањето. Затоа што ние имавме некои обиди на Српската православна црква да го реши тоа прашање. И се прашањето го реши тоа прашањето или го усложни. Моето гледање дека го усложни, дека не е решено тоа прашање. И во таа смисла, оние кои што ги носат одлуките на вистина треба да имат јасна представа. Ние можеме веројатно да имаме повеќе информации, да понудиме и поинаква диагноза на тоа прашање, но од она што располагаме како информации, објективно не се прашањата нити еднонасочни, нити само се врзуваат само за тој комплекс. Ние веројатно едно од прашањата за кои што разговаравме, може да се претпостави ваква една теза. Дали патриархот ќе смета дека известувањето кој го упатил до тогашниот султан за неможност Охридската архиепископија да ги извршува обврските кон портата и побарал нејзино укинување, ќе каже дека го повлекува тоа. Тоа и ќе продолжи дека продолжи нејзиниот континуитет. Значи, решение има можно, или ќе донесе акт со кој што ќе ги извести, бидејќи таква е сегашната практика, другите помесни цркви дека епархиите на подрачјето на земјата како што ќе договорат да не именуваат и така натаму, се оформиле во самостојна православна црква која ги следи она што сепак е многу симптоматично, што одеднаш грчките политичари, професор Јовановски, даваат поддршка на идејата да се реши црковното прашање, како што велат тие во Скопје. Па еве и денеска и лидерот на Река Теодоракис вели Вартоломеј е решен да го реши црковното прашање. Пак од Зијас дава поддршка на истото и се е некако со позитивен наратив да се реши ова прашање, значи одеднаш и тие се позитивни по ова прашање. Јас мојот личен впечаток е само затоа што ќе го нема македонски во името, ништо друго. Да, тоа е точно го што кажавте, бидејќи на грците придавката македонски, ако не е грчка, им пречи. Ние треба да бидеме свесни за тоа и дури да има договор во наредните неколку денови помеѓу нашиот премиер и грчкиот премиер, огромниот дел од грците, од грчките политичари, вклучително и идниот грчки премиер Мицотакис, нема да се согласуваат со придавката македонски. Може би ќе прифатат во името на државата да стои зборот Македонија, но со придавката македонски за јазик, за црква, нема. Постои шпекулација дека би биле со звездичка македонски јазик, па да има фуснота дека се работи за словенски јазик. Добро, само нашиот јазик е македонски, треба да се стави руски со звездичка словенски, српски со звездичка словенски. Јас не верувам дека во Грција, во провинцијата од Македонија, дека би се нарекол јазикот поинаку од грчки. Па така, значи ние имаме македонски идентитет тако како што е створен, ние говориме македонски. Во Грција има многу граѓани грчката држава кои што себе се идентификуваат како грци и македонци, но го говорат грчкиот јазик. Поддршката на грчките политичари на овие активности е точно како што кажавте, вие да ја нема придавката македонски и некако процесот да се забрза за решавање на спорот околу името на нашата држава, односно проблемот што го има Република Грција, со цел Грција да се обиде да се врати на голема врата на Балканот, бидејќи еден министер во грчката влада од Сириза кажа, ако ние успееме да го решиме скопското прашање, ние стануваме регионална сила. Не знам на кој начин ќе станат регионална сила, бидејќи тука има и други силни држави, особено Турција, но и на владата на Ципрас во овој момент предпоставувам и гори на оваа тема, особено што Ципрас се свесен дека евентуалното решавање, ако не биде прифатено од мнозинството Грци, може да има некакви последици по популарноста на неговата политичка партија, но се уште има околу една година до редовните парламентарни избори во Грција, па ќе видиме таму како ќе се одвиваат настаните. Во секој случај им одговара решавање на македонското црковно прашање со признавање на Охридската архиепископија како во моментов извинете, инсерти од протестите на кои што ги добиваме, таму се
значи веќе започнати протестите. Имаше многу црковни символи на претходните професоре, мислам Јовановски, кога беа зимовска препознатливи беа владиците. Ние сега во овие неколку секунди не можеме да забележиме каква всушност иконографија има, меѓутоа зошто беше тогаш толку нагласено сето тоа од страна на црквата, дури дека се добиваше впечат како тие да учествуваат во организацијата дел од нив, не зборувам сите. Па ја колку што читав во грчките медиуми за време на тие протести во јануари, февруари, прво во Солун, подосни во Атина, некои грчки црковни великодостојници активно учествувале во организација на тие протести. Ви реков и на почетокот на емисијата, Грчката православна црква е изразито националистичка институција и која проследуваат историјата на Грчката православна црква. Малку е чудно, меѓутоа таа секогаш своето делување го темели на заштита на христијанството, но и на елинизмот. А елинизмот им потекнува од антиката, кога православието, реално да збориме, не ни постоеше. Меѓутоа во Грција црквата беше страшно многу поврзана со државата и особено беше важно грчката држава да има контрола врз црквата заради незините односи со Цариградската патриаршија, а пак Цариградската патриаршија требаше на грчката држава како грчка институција за територијалните проширувања. И кога така ќе се создадат односите, многу е тешко црквата да одвоиш од државата. Ја колку што знам, премиерот Ципрас е прв грчки премиер што не положи заклетва пред Библијата, значи тоа беше пред 3 години, 2015 година. Ако 170-180 години некоја држава е во блиска корелација со црквата или обратно црквата со државата, воопшто нема да не чуди зошто грчките црковни великодостојници учествуваа во јануари и во февруари на тие митинзи во нивната организација. За денес ќе видиме ќе видиме до крајот на емисијата каква ќе биде таму. Кога сме кај протестите, сега на едно политичко прашање. Во Македонија се одржаа протести на опозицијата пред неколку дена, сега се одржуваат во Грција. Иако пак имаше текст денеска на магазинот Hellas Journal, не знам колку може да се верува, меѓутоа вели дека утрешниот ден е најкритичен во процесот на преговори за изнаоѓање решение за името и се смета дека може уште утре да се случи тој фамозен телефонски разговор на кој што ќе се утврдат деталите и веќе викендов, исто така постоја шпекулации дека би можело во сабота во Мала Преспа да се потпише договор, пошто би уследило гласање и во парламентите. Дали мислите пак од тактичка и стратешка гледна точка да се одржат протести во Македонија, да се одржат протести во Грција, да покаже опозицијата нели она што таа не се допаѓа во целиот овој процес, за да потоа се пристапи кон решавање на спорот и веќе се затвори ова прашање. Многу е подобро протестите да се случат сега отколку по потпишувањето. Тоа значи дека некоја страна е многу незадоволна и би сакала да го блокира целиот процес. Не знам дали е како да е договорено, да упростам. Не знам дали се договорени протестите тука и таму, не би ја видел која би била смислата ако протестите успеат да го разгорат националистичкиот набој кај едните и кај другите. Кај нас не верувам дека такво влијание имаше. Во Македонија барем не се случи тоа. Немаше, но протестите говорат дека прашањето има сериозен емотивен набој кај македонската нација и кај грчката нација. Значи дека е премногу исполитизирано, дека е влезено во домовите на луѓето дури и непотребно повеќе од потребното. Тоа е факт, но прашањето е дали на таков начин ќе успееме да дојдеме до некое компромисно решение. Сега, јас сум поборник, нели, и во политичките науки во неколку наврати говорам во теоријата за разрешување на конфликти и во техниките на преговарањето. Првата работа е да го откриете мотивот на политичкиот противник. Откако ќе го сознаете мотивот, вие треба да ги детектирате сите критични точки и проблеми, на основа на кои што вие точно ќе го лоцирате тој проблем и ќе знаете да пристапите со излезни решенија. Ние во дадена ситуација толку очигледно го детектираме проблемот, дека е под директен напад
македонскиот идентитет и сите идентитетски одредници кои што се клучни. И сега, ако се вратиме малку наназад, прво македонскиот јазик беше на удар со новиот закон за употреба на јазици, каде што неговата позиција како државен, официјален и службен јазик е симната на едно ниво, односно албанскиот јазик од албанската етничка заедница е качен не само по хоризонтала, него е качен и по вертикала, по сите линии и по сите основи. Значи, на тој начин се проби звучниот зид околу, билингвалноста во Македонија. Понатаму, околу предлогот Илинденска Македонија, се проби звучниот зид за ерга омнес. Да, тоа беше очигледно еден одличен спин за да се проба извореден спин и тоа грчката страна и така натаму наводно прифатила, па потоа се повлекоа, ние излетавме на таа територија. Имаше изјава за ниту едно друго име нема да е ерга омнес, а сега очигледно има. Внимавајте, македонската јавност не е наивна јавност. Значи, луѓето гледаат и ова ќе се одрази на било кои следни избори, што и да се случува, ова сериозно ќе се одрази врз авторитетот на СДСМ и на лидерот Заев. Они решија по таа цена да одат, но мојата проценка е дека предноста на СДСМ ќе се топи драстично од периодот што доаѓа, поготово ако обзнанат едно такво решение. Третиот момент околу придавката македонски, врзано за клучниот идентитетски, духовниот момент, сега ја пробиваат, звучниот зид го пробиваат со тоа што велат да, еве ние ургираме и така натаму, иако знаеме дека тоа ништо не значи, томосот нема да биде потпишан од српската, руската, бугарската и повторно ние го пробиваме звучниот зид дека ете може да ја исклучиме придавката македонски од една клучна, да речеме, институција која што е директно врзана со една идентитетска одредница. Значи по повеќе идентитетски одредници буквално македонскиот национален идентитет е под сериозен напад. И внимавајте, од друга страна сега, преку договорот за пријателство, формираната комисија со Бугарија, јас во неколку наврати го говорам, председателот на комисијата од бугарска страна за промени во образованието и во историјата, Ангел Димитров, јавно вели, јавно ги отцрта црвените линии, дека се додека постои главниот проблем со Македонија во преговорите ќе биде постоењето на идејата за македонизмот и постоењето на самосвесноста за постоење на македонска нација. И вели се додека македонската страна инсистира на тоа, ние ќе се држиме до меѓународната компонента која што вели дека ние ќе ги блокираме чекорите за приближување на Македонија кон Европската унија. Јавно однапред ви кажува, приоѓа со еден став на исклучивост, со еден став кој наликува дури на уцена, па дури и на закана. Македонската страна молчи. Немаме изјава од владата, немаме изјава од Македонската академија на науки и уметности, која прва требаше одговорно да излезе на пресконференција и да рече ако така се започне со уцени, закани и притисоци процесот на преговори, подобри да не се започне. Тоа е државнички став. Тоа е организиран став на едно општество, но македонската јавност, односно македонските одговорни институции го пропуштија тој момент. Македонската јавност не реагираше кој знае како на ова интервју на Ангел Димитров, што кажува дека по сите основи веќе е сериозно проблематизиран македонскиот национален идентитет и сите идентитетски клучни одредници на македонската нација. Меѓутоа, ако се надоврзам на ова со денешната изјава на представничката на САД во НАТО, Хатчисон, која вели Македонија ги исполнува сите услови потребни на финалниот чекор, а сите знаеме дека финалниот чекор е решавањето на спорот за името, неможно е никаква интеграција, ниту во НАТО, ниту во ЕУ, без тој фактор. Спорот на името многу лесно ќе се реши ако се држиме до резолуцијата 817 и направиме географска одредница на уставното име на Република Македонија. Но нашите преговарачки тимови во континуитет ги пропустија сите шанси и сега од сите 4 спорни прашања, грците ги добија буквално 4 плюс спорни прашања. Значи, нито едно македонската страна не задржа. Ние по сите основи ги изгубивме позициите кои што значија предност за македонската страна. На таков начин водени преговори ја ставаат македонската држава во понижувачка ситуација во однос на соседните земји. А тоа е казливо по кривичниот законник. Господине Мојановски, професор Мојановски, каков е вашиот став што од една страна Македонија е свесна и македонската влада дека мора да се затвори прашањето за името и се брза можеби заради тоа, заради престолниот самит на НАТО, заради извештаите на Европската Унија, комисија и слично, добивањето на датум за пристапни преговори и слично, и идентитетските прашања. Значи, иако факт е, и повторно ќе кажам, ерга омнес на вистина беше добро спинувано со Илинденска, да јавноста сега, ајде, можело и со ерга омнес, да се каже дека нема да се задира во јазик, во националност и во идентитетските чувства, а од друга страна едно по едно се отвараат прашања. Она што не беше отворено беше токму и црквата, па еве сега вечерва и тоа го дискутираме.
Како вие гледате на зачување на идентитетските прашања во пакет и решавањето на името? Ако си поставиме прашање зошто Илинденското востание заврши така како што заврши, зошто прашањето со Македонија во 912 и после Првата светска година, Првата светска војна беше решена така како што беше решено. Ако си поставиме прашањето кога ние добивме простор да можеме јавно да се идентификуваме како македонци, ќе сватиме дека околу тоа прашање постојат не само меѓусоседски интереси, туку и покрупни интереси кои се прикршуваат тука на Балканот и дека за наша несреќа како население и како општествена, како сакате, национална појава, сме имале значителни тешкоти да обезбедиме простор во општеството или во меѓународната јавност да се идентификуваме како македонци. Ако погледнете од 1991 година, од донесувањето, од организирањето на референдумот за осамостојувањето, сите процеси кои се случија во Македонија, конфликти кои настана, повеќе или помалку ќе препознаете определени структури кои можете да ги сместите во тој контекст на тие интереси. И сега имате едно практично прашање како политичар. Имате тие големи интереси, ги редефинираат интересите на Балканот. Ќе се качите на возот или ќе останете? Ќе го примените средството што ви го препорачува народниот лекар или лекарот. Во политиката треба да се носат не идеалните решенија, објективно можните, оние кои што се изведливи. И ако така ги наблюдувате, имате ирационален проблем, за ирационален проблем не се разговара. Ние 27 години политички структури различни разговараат. Значи имаме некои ситуации за кои што не можете да ги врзите само за носителите на политичките одлуки. Без разлика, веројатно 2008 година, ако се решеше тоа прашање, ќе беше нека друга политичка структура. Меѓутоа, тогаш не беа во оваа мера отворени сите овие прашања за кои што сега разговараме. Не сум сигурен дали и колку тие прашања кои што ние се обидуваме сега да ги анализираме, имаме докрај јасно што значи поместувањето од тие геостратешки процеси. И од тој агол, ако наблюдувате, апсолутно ние може да се согласиме дека одделни решенија се штетни, ќе предизвикаат особени емоции, ќе предизвикаат отпори. Но кој е алтернативата на тие решенија? Повелете. Значи, јас реагирам во повеќе наврати дека не е добро нацијата да ја ставаме пред свршен чин. Идеме воздух ке ни помини и отидовме ние јабана. Не е добро тоа. Тој пристап е погрешен и од политичариве и ние погрешно како интелектуална јавност да го говориме. Решенија има секогаш. И други и подобри решенија има секогаш. Значи има Македонија на избор латерални решенија. Политичката емпирија говори дека имаме милион латерални решенија. Јас сум говорил во X прилики. Не смееме ние стравовите на нацијата да ги потенцираме, да кажеме дека ни отиде возот, ќе останеме гладни и така натаму. Срамота е една влада да се надева ако влеземе во Брисел дека тие ќе не ранат и ние ќе опстоиме како нација. Или ако влеземе во НАТО ќе опстоиме како нација. Не. Израел не опстојува затоа што е членка во Европска унија или НАТО, Тајван не опстојува затоа што е членка на Европска унија и НАТО. Мудроста и умешноста, вештините на политичките лидерства е да најдат решенија во X ситуации. Ние немаме сценарио Б. Владата рече или ќе свиткаме кичмата, тоа се зборови на премиерот, или ќе го пропуштиме возот како вие што велите. Тоа е погубно за една нација и држава. Ако ние влеземе во НАТО и во Европска унија со кршена кичма, со погазено достоинство како македонска нација, тогаш ние ништо не сме направиле. Раната ќе крвари и Балканот ќе има многу поголеми проблеми. Ова не е патетика што го говорам. Ова е реалност. Ако го згазите достоинството на овој народ, ќе ви се врати 10-струко полошо. Ниту ќе бидеме ние перспективни во тој дел за соработка во регионов и ниту нешто ќе има предвижување во регионот. Лошо е македонското прашање ако се разбуди. Лошо е. Немојте да го потценувате гениот на македонскиот народ, запамтете ми ова што го зборам. Ова не е романтика што го говорам. Македонците премногу долго патат, страдаат, трпат и сите мислат дека кај нас е најтеко и по линија на помол отвор кај нас ќе се скине. Не е ова национализам што го говорам. Ова е реалност. Ние мора да се бориме за достоинството на нацијата. Нам ни треба достоинствено решение. Нам ни треба минимален достоинствен праг на решавање на проблемот со Грција. Ако
мотивот преска ја започна да говорам на грчката, па и на бугарската политика е идејата за македонизам и уништување на идејата за постоење на автоктона македонска нација, тогаш подобро да прекинеме и преговори и разговори. Нема тука вос или не вос. Да, за реплика пак е најавам Сакам реклама. да имате и гледачите да имаат став. Ја не сум фактор кој носи одлуки. Јас само се обидов да укажам на едно сложено прашање кој вие многу убаво го детектиравте преку обидот да ја кажам да објасните тезата за заминувањето на возот. Ние за жал како нација, како држава имаме историја во која што ги памтиме токму таквите влијанија и дека при носењето на одлуките, на вистина, ја не реков дека ова е идеалното решение и апсолутно, ако сте добиле таков впечаток, јавно изјавувам дека ја не мислам дека тоа е единственото и можното решение и дека само заради тоа треба да се прифати решение. Тие што носат одлуки мора да го користат, како вие рековте во една емисија, новото знаење или да се внеси нова свежина, ново знаење во политиката. И од тој аспект, моето учество во емисијата е само во таа насока да се обидам низ диоптријата и нивото на познавањата кој го имам за одделно прашање, да понудам поглед. Тоа дали ќе биде поблизок до ова гледиште или она гледиште, апсолутно е прашање на нивото на информации, на нивото на проценка колку тие решенија се такви. Инаку, секој обид да го подцените духот на одделна национална група, тоа ве носи на маргините на нејзината историја и на нејзините вредности. И ние не верувам дека политичар кој се вклучува во политиката ги нема тие премисли. Во таа смисла, ако се добило таков печат, дека ја се залевам за такво решение, сакам да имаме многу време, извинете, Јовановски во однос на оваа дебата и полемика што отворија Ристовски и Мојановски затварањето на спорот со името заради факт евроинтеграција и НАТО и од друга страна идентитетските прашања, па знаете, од друга страна претходната влада ниту пак се трудеше да го реши и прашањето заглавена токму во тоа, да не се нарушат може би идентитетските прашања, па и тоа не беше добро затоа што заглави во друга крајност, што беше апсолутно непродуктивно за државата. Точно. Заради гледачите, идентитетските прашања не се отворија сега, не се отворија 2008. Идентитетските прашања се отворија на 2 август 1944 година за грците. Тоа беше создадена тогашната македонска држава во рамките на Југословенската федерација. Ако видите историјата на југословенско-грчките односи, ќе забележите често дека Белград и Атина имале сериозни проблеми. По независноста, грците јавно кажа, особено председателот на Грчката република, покојниот Константинос Караманлис, чичко на Коста Караманлис, нам познат од Букуреш, кој јавно кажа Македонија една и Грчка. Цело време идентитетските прашања се отворени. Цело време од страна на грците. Мене ме плаши ако веќе подпишуваме некаков договор. Дали Грција, без разлика што тврдат ова ќе биде меѓународен договор над уставите на двете држави, ќе има силни гаранции од страна на Соединетите американски држави и слично, мене ме плаши дали Грција ќе се држи до него. Прво, дали Ципрас има доволна моќ во парламентот да го ратификува договорот. Да, без опозицијата. Без опозицијата. Бидејќи Мицотаки се многу јасен, не признава македонски јазик, не признава македонска нација. Па нека има и звездичка дека тоа се однесува на словенски јазик или словенско потекло. Второ, зашто секогаш говорам, ние не ги читаме грците, бидејќи кога имаш проблем со некој, не треба да размислуваш во конкретен случај како македонец, туку како грк, за да го дадам одговорот. 2005 година ние ги полневме плоштадите, добивме кандидатски статус. Така. Бевме многу радосни. Во Елемет беше одржана седница на грчки интелектуалци. И таму Кофос јавно кажа, сега е моментот да се реши спорот, бидејќи секое членство на БЈРМ
во Европската унија или во НАТО треба да мине низ грчкиот парламент. 3 години подоцна станавме свесни. Не дојде ни до грчкиот парламент. Не знам дали Грција, дури да се случи да го ратификува договорот, кога ќе дојде Македонија пред Европската унија, дали Грција ќе прифати Macedonian language да биде еден од службените јазици во Европската унија? Второто прашање што се поставуваше дали ние внатре ќе го смениме уставот пред влезот во Европската унија, меѓутоа како што читаме, се уште не можеме да говориме, не знаеме што ќе се подпише, дали ќе се подпише. Сите велат ќе се подпише до 9, тоа бил налог на Америка, други велат можеби претходно, можеби подоцна, треба да го видиме целиот пакет и кога е предвидена промената на уставот во Република Македонија, бидејќи не треба да се занесуваме дека ако прифатиме ерго омнес дека нема да се промени уставот. Мислам, тоа и колегата од правниот факултет Десковски многу го објасни на една емисија. Се друго што ќе кажете дека нема да го менувам уставот е лага. Пауза за реклами и одиме во завршница на оваа дебата и секако повторно вклучување да видиме каква е атмосферата на протестите во Грција. Пред крајот на емисијата, доколку во режијата има вклучување инсерти од протестите во Грција, да кажам дека тие започна со грчки знамиња и слогани дека Македонија е грчка. Тие во 23 всушност градови низ целата земја организирани од Комитетот за борба за грчкиот карактер на Македонија се собраа на протести и го изразуваат нивното незадоволство од случувањето во македонско-грчките односи, но и како што вело да повика организаторите на уште една битка за грчкиот карактер на Македонија. Со оглед на тоа дека разговараме за улогата на Грчката православна црква во протестите и дали таму има или нема митрополити, и покрај тоа што архиепископот на Грчката православна црква рече дека прашањето не може да се реши со протести, туку за тоа е одговорен парламентот, сепак голем број на митрополити ги поддржа протестите. Само да кажам дека символично централниот протест се случува во Пела, родниот град на Александар Велики. Меѓу граѓаните се и лидерот на Грчката партија Сојуз на централисти Василис Левендис и префектот на областа Централна Македонија Апостолос Дзизикатос. И да кажам исто така дека на медиумите од Република Македонија не им е дозволено да ги следат протестите одблизу. Назнаката и наводно е дека тоа е заради безбедносни причини. Грчките медиуми велат дека одзивот на граѓаните е задоволителен на централните плоштади во грчките градови каде што се одржуваат протестите, и таму сега на почетокот се обраќаат представници на организаторите. Ова е дел од атмосферата, доколку има и нови инсерти од режијата ќе ги видиме. Се уште немаме тонски записи, односно што таму се говори. Еве каква е атмосферата всушност во Грција. Со оглед на тоа што еве само да кажам дека денеска владата велеше дека нема и не може да каже што ќе се случува на родните денови. Излезе поранешниот министер за надворешни работи Милошевски со информација на својот Facebook профил дека средба Циправ Заев може да се случи во четврток или петок, и дека можно е се побрзо да биде тој телефонски разговор, и дека во мала преспа ќе се сретнат да го потпишат договорот. Вели дека главен координатор на настанок е советникот на премиерот Бојан Маричич, и дека сад му дале рок на Заев до сабота да се произнесе за договорот. Меѓутоа, еве, можеби е на сличен тон со Хелас Journal. За крај, еве, од Ристовски ќе го постава прашањето доколку навистина до крајот на неделата и се потпише договорот, потоа следува ратификување во парламентите, па потоа би следувал и референдум и слично. Тогаш веројатно ќе го се обзнани и пакетот што всушност значи решавањето на спорот или добивањето на новото име. Колку сите тие работи што ќе уследат можат или не можат да влијаат на конечниот исход за решавањето на спорот? Редоследот е обратен. Значи, ако сакаат ратификација во собранието, ќе мора прво да се оди на референдум, па референдумот да биде или советодавен или условен. Значи, ако е советодавен референдум, тогаш ќе ги насочува луѓето по своја собствена волја и убедување да гласаат или да не гласаат за ратификација на овој меѓународен евентуален договор, кој што бара просто мнозинство. Но за да го амандмански внесете тој меѓународен договор во уставот, ви треба 2/3. И сега најголемата опозицијска партија, без која нема 2/3,
упорно вели во јавност и упорно стои на своето стојалиште дека нема да прифатат амандманска интервенција на Уставот со цел да се внесе тој меѓународен договор со цел да се уставно промени меѓународната употреба на новото договорено име, што значи дека не само според резолуција 817 ерго омнес во рамките на Обединетите нации, туку и билатерално со сите 137 држави земји членки на Обединетите нации кои што ја признаа Република Македонија, што за мене е класично, ајде да не употребам некој лош збор, класичен пораз. Вие се ставате во ситуација да бидете понижени и сега како вие треба со допис да им се обратите на вашите пријатели, кои што кога ви било најтешко подметнале рамо за вас и и по цена да ги заострат односите со Грција, ве признале под уставно име Република Македонија, вие сега и вртите грб, да, тоа сега не важи, ајде сега ќе признајте не под новото име. Тоа е толку понижувачки во меѓународни односи, тоа е толку понижувачки некоја друга држава да ви се меша во внатрешните работи. Велите обратен процес, меѓутоа тоа е толку спротивно меѓународното право, сите норми и така натаму, што ми се чини ќе биде сериозно кршење на досега востановените меѓународни практики во односите помеѓу државите, што ќе има сериозни последици не само помеѓу Македонија и Грција, но тоа ќе се расшири и понатаму ќе има влијание. Меѓутоа сепак како се случи процесот парламент па референдум, тоа значи дека и да не се ратификува пак во парламентот, а се излезе на референдум каде што ќе би се постигнала известност. Која е смислата? Јас не знам, еве да речам сум лаик во тој дел. Која е смислата откако вие ќе ратификувате меѓународен договор и ќе отпочнете постапка за амандманска интервенција во Устав, тогаш да го ставите прашањето на референдум, тогаш да го откриете пакетот и тогаш критичката јавност да дискутира. Меѓутоа тоа е можен сценарио. Ама тоа е свршен чин, тоа е знаете, вие му брцате во око на народот на таков начин. И вие го сметате народот за недоветен во таа ситуација. Вие мора да излезете пред македонската јавност, да го образложите пакетот, да оставите простор за критичка обсервација на тие стојалишта во договорот, па дури потоа да иде на референдум, па потоа дури да иде на ратификација. И ние сакаме амандманска интервенција во Устав, па дури потоа да ратификува грчкиот парламент. Што е нонсенс да се случи во дадена ситуација, нема да бидеме наивни. Така. Меѓутоа факт е дека извинете, само една реченица, значи немојте да мислите дека грчката влада и грчкото политичко лидерство го интересира достоинството на македонската нација или нашето достоинство овде како индивидуи. Не. Ниту пак нив ги интересира формално правно решение на географската одредница на името на Македонија. Нив тоа не ги интересира ниту едното, ниту другото. Нив ги интересира идејата за македонизам. И тука треба да се фокусираме. Тие сакаат да го поништат секој здрав темел и основа на кој што ние фундираме како македонска нација и како македонски јазик, која е идентитетска одредница на нацијата, како матица која што може утре овие половина милион македонци кои што се поистоветуваат со мојот јазик и со мојот етнички елемент, да се разбудат и така натаму. Мојановски Накосо, што за вас би значило доколку до крајот на неделава навистина се потпише договор или се реши и се затвори прашањето, тоа не е завршница доколку не се ратификува, има референдум, меѓутоа сепак и по тој редослед или не, ако веќе се пристапи кон договор, тоа значи дека тоа е тоа. Во политиката нема вечни пријатели, вечни непријатели, има интереси и се нешто е решено додека не се реши. Ако не се реши, веројатно ќе се бараат нови решенија, но во секој случај досегашниот процес покажува дека ова прашање е исклучително сложено, слоевито и дека бара многу мудрост и обединување на творечките потенцијали на една земја за неговото решавање. Дали ние тоа досега го правевме или го правевме, не знам. Правниците ќе зборуваат повеќе каков е редоследот, дали прво треба да се донесе акт околу кој ќе се разговара и ќе се води процедура и се одлучува. Јас не ја знам логиката на Никај нас во однос на тие сите процедури имаш и такви мислења често пати. Бидејќи е прашањето дали станува збор за билатерален, дали станува за меѓународен, дали ратификацијата е уредена со уставот и со законот, ние кога ќе добиеме статус да бидеме членка на Европската унија, тогаш тоа одлука треба да оди на потврден референдум во кој што собранието само ќе ја констатира волјата. Каков тип нов референдум што го најавуваат на есен ќе биде точно, не знам, но во секој случај станува збор за едно прашање за кое што има многу
многу нејасни позиции или положби за кои што ние сега разговараме. Нашите ставови ги темелиме на основа на изјавите на соседните политичари, на основа на пишувањето на медиумите. Нашата политика не изгради доволно транспарентна комуникација и со научната и со другата јавност околу сите отворени прашања. Очекувам дека ова прашање и натаму ќе го бранува македонското општество и дека во него ќе се случуваат и настани во кои што повеќе или помалку ќе доколку се понудат определени решенија, но ако не се понудат решенија, тоа и натаму ќе тлее и дека следното решавање ќе биде уште посложено и потешко. Вашите очекувања, професор Јовановски? Па, моите очекувања можеби ќе потпишат нешто двајцата премиери, меѓутоа веднаш забележуваме една неравноправност, доколку е точно тоа што го читаме од медиумите. Прво ќе оди во нашиот парламент, па подосна ќе оди во грчкиот парламент. Зошто не оди паралелно во двата парламента? Па да видиме дали господинот Ципрас има можност да го ратификува договорот, да не се случи ние да го ратификуваме во јули договорот со 61 или 65 пратеници, а грчкиот парламент после една година да каже извинете, нема доволна волја за ратификација во нашиот парламент и тоа што ние добиваме. Инаку секој потпис на ваков договор нема да донесе решение, бидејќи ви реков и цело време тоа го зборам. Грција не е подготвена да прифати македонски јазик, македонска традиција, македонска култура, македонска историја. Па дури таа да и од 1944 доколку се нарече македонска. И секоја наредна грчка влада, предпоставка наскоро следната година дека таа ќе биде десничарска, ќе ги отвара овие теми и опозиционата Неа демократија јавно стави до знање дека доколку договорот нас не ни одговара и по случувањето нистиот, ние ќе ги отвориме одредените теми што не одговараат на Грција. Затоа треба многу внимателно да се пристапи во целиот тој процес кој што можеби е при крај, но особено на тоа што следи подосна, бидејќи морам да признаам, за разлика од нашата страна, грчките политичари беа многу во овие 27 години поотворени кон јавноста. Грчките новинари многу повеќе пишуваа на оваа тема и едноставно грчката дипломатија покаже една огромна супериорност кон нас, освен во случајот во каде што единствен пат не подценија и тогаш загубија. Ви благодарам што бевте мои гости и што дискутиравме за овие прашања во однос на случувањата во Грција и кои каде што оние што протестираат настапија под едногласен слоган Македонија е една и единствена и само грчка. Повеќе ќе слушнете во 21:30 во вестите на Телма. Благодарам за вниманието.